Сите граѓани кои што не поднеле годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи во текот на минатата година, тоа може да го сторат уште денеска. Крајниот рок за поднесување на годишна даночна пријава е 15 март, но бидејќи овој датум годинава беше во недела, пријава може да се поднесе и денеска. Според последните податоци, над 330.000 граѓани веќе ја исполниле обврската за поднесување годишна даночна пријава до УЈП, од кои над 1500 ја искористиле можноста за пријавување на приходите преку електронските даночни сервиси. Од денеска престанува да важи законската обврска за поседување на зимска опрема во возилата. АМСМ препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, каде што е можна почеста појава на одрони. Македонија в сабота на 28 март по шести пат ќе се вклучи во светската волонтерска акција Часот на планетата Земја, преку која со символично исклучување на светилките еден час ќе испрати порака за спас на планетата. Во акцијата ќе учествуваат 162 земји од светот, кои во 20 часот и 30 минути по локално време ќе ги исклучат светилките во над 8000 градови. 6 нови инвестиции кои ќе овозможат 4.500 директни вработувања и уште многу индиректни, најави премиерот Никола Груевски во вчерашното обраќање на трибината на ВМРО ДПМНЕ во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Ке има, како што рече, американска инвестиција од автомобилската индустрија во висина од 15 милиони евра во Тетово, со 2.500 вработувања од тој регион. Друга веќе неформално потврдена информација ке има во Василево со капацитет за производство на материјали во рударството и градежништвото. Премиерот информираше дека владата решила да издаде уште една концесија за проширување на сопственикот на сегашниот рудник Саса во Македонска каменица, што ќе биде нова инвестиција и дополнителни 200 вработувања во тој крај. Во Велес следува инвестиција со 1000 вработувања на која долго работеле, додека германска компанија од висока технологија од автомобилската индустрија според Груевски ја известила владата дека веќе донела одлука за инвестирање во Прилеп, каде што ќе се овозможи 250 вработувања, главно високо образовани кадри. Шестата инвестиција, посочи Груевски, е од германската компанија која ќе инвестира 30 милиони евра во зоната во Скопје и ќе отвори 500 нови работни места. Председателот и подпредседателите на Собранието и координаторите на пратеничките групи изразија загриженост поради последниот немил настан од минатата недела, кога пратеник на Собранието беше вербално нападнат. Со жалење беше констатирано дека вакви инциденти не се случуваат првпат. Пред само неколку месеци пратеничка на Собранието беше цел на закани и притисоци во вид на пораки со недолична и навредлива содржина. Присутните на координативната средба остро го осудуваат овој и секој друг чин на насилство или насилничко однесување кон пратениците, се вели во соопштението од кабинетот на председателот на Собранието Трајко Велјановски. Премиерот Никола Груевски од вчерашната трибина му порача на лидерот на опозицијата Зоран Заев дека барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМНЕ во неа. Ние сме сметале и секогаш ќе сметаме дека народот е тој кој дава мандат и легитимитет на изборите и оти народот избира кој ќе формира влада, а кој не. Со формирање на преодна влада се отвора простор за сериозен преседан кој потоа лесно може да биде предмет на конфликти меѓу партиите, порача премиерот Груевски. Високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини денеска повторно ги повика државите од Обединетите нации да не го признаваат присвојувањето на Крим и Севастопол кон Руската Федерација. Изјавата на Могерини е по повод годишнината од референдумот со кој дојде до отцепување на Крим и Севастопол од Украина. Европската Унија е целосно решена за спроведување на политика на непризнавање, вклучително со примена на рестриктивни мерки. Унијата ги повика државите од Обединетите нации да размислат слични мерки на непризнавање согласно резолуцијата 68-262 од Генералното собрание на Обединетите нации, се наведува во декларацијата на Могерини. Таа повика за обезбедување на целосен, слободен и безусловен пристап за представниците на органите за заштита секаде во Украина, вклучително и во Крим.
Рускиот председател Владимир Путин денеска првпат се појави во јавноста од 5 март, а неговото отсуство поттикна голем број шпекулации. Без гласини животот би бил досаден, истакна Путин, коментирајќи ги наводите на медиумите по состанокот во Санкт Петербург со председателот на Киргистан Алмазбек Атамбаев. Путин не се имаше појавено во јавноста од 5 март по средбата со италијанскиот премиер Матео Ренци, а откаже и неколку средби, меѓу кои и посетата на Казахстан. Медиумите и социјалните мрежи шпекулираа дека Путин има проблеми со грбот, дека има грип, дека е сменет со државен удар, па дури и дека добил дете со поранешната гимнастичарка Алина Кабаева.